Јавив да реплицирам на дискусијата на почитуваната колешка Лашковска од една единствена причина, а тоа е да кажам дека таа во моментот кога праша дали граѓаните како ќе се изјаснат и што му пласираме ние на граѓаните, дали се свесни и почна да чита делови од законот, сакам да ја прашам нејзе дали таа е свесна што ги прашува граѓаните. Па граѓаните кажаа на локалните избори што размислуваат во однос на ова прашање. Прекинавме со дискусија по однос на оваа точка и беа локалните. Ви кажаа граѓаните, во огромно мнозинство ви кажаа што мислат. По однос на тоа како вие дискутирате и како ја водите оваа дискусија. Но за пошироката јавност сакам само да подсетам. Овој закон за јазиците, бидејќи е во прво читање, се носи по нормална постапка. Значи, во овој момент, по оваа точка, ние, колеги, треба да расправаме и да утврдиме дали има потреба од донесување на таков закон. Материјалната расправа ќе следува во неговото второ читање. Ќе има и нормално комисиски расправи. Почитувана македонска јавност, овој закон има потреба да се донесе, бидејќи знаете вие дека само тоа прашање остана отворено 16 години после донесување на рамковниот договор. И е уставен, бидејќи самиот тој е базиран врз основа на 5-тиот амандман кој што е подосна внесен во Уставот на Република Македонија. Јас сметам дека треба да се донеси, овдека да утврдиме дека треба да се донеси еден ваков закон, а потоа на второто негово читање и на комисиските расправи, почитувана колешке, ќе дискутираме и ќе отвориме материјална расправа, која што очигледно вие во немање на други идеи ја отворивте во овој момент, но тоа не е лошо. Добро е. Слушнаа граѓаните, ќе дискутираме, ќе имаме јавна расправа, ќе дискутираме и ние. И ние ќе имаме свое објаснување на делот кога ќе стане збор за материјална расправа по однос на овој закон. Само да кажам уште една работа и завршувам. Македонскиот јазик во ниту еден момент не е загрозен со донесување на овој закон на јазиците. Неговата употреба утврдена уште во 1998 година со Законот за употреба на македонскиот јазик.